Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш, втора поред оваа работна недела во денот кој што помина во знакот на самитот на Европската унија и Западниот Балкан кој што се одржува овде во Скопје. Ако ве фатија гужвите низ главниот град, тоа е затоа што беа присутни 50 челници на држави кои што се разбира имаат своји права, па поради тоа моравме малку да бидеме повнимателни, особено во сообраќајот. На почетокот сакам да кажам нешто кој што ветив дека ќе го направам, имено да ве поканам сите на еден концерт кој што ќе се случува утре во Младинскиот културен центар, се разбира тука во Скопје, а неговата цел е хуманитарна, имено се собираат пари за лекување на Ардита Јонус, која што има здравствени проблеми и едноставно се појавија повеќе музички групи кои што сакаат на ваков начин, креативно преку концерт да и помогнат. Чисто да кажам, цената на билетот е символични 200 денари, меѓутоа ќе биде оставена и една кутија пред МКЦ, каде што ќе можете, доколку сте во можност, да оставите и дополнителни средства за лекувањето на Ардита Јонус. Инаку, чисто еве да набројам, ќе има околу 15 бендови, меѓу нив се Лоши деца, Тотално опуштање, културно-уметнички работници, Флукс, Катран, No Name Nation и така натаму, верувам дека ќе има добра забава и сметам дека овој начин на организирање за помош е навистина добар, затоа што од една страна сите што ќе дојдат ќе уживаат во добра музика, а од друга страна ќе се направи хумано дело. И сега се префрламе, се разбира, на главната тема вечерва. Именно ќе разговараме со Бован Стефковски, градоначалник на општина Гази Баба во Скопје. Добра вечер. Добро вечер, Драган. Поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Да. Општина Гази Баба, тоа е една од најголемите општини во Македонија, несомнено според територија и според население, исто така едно од најбогатите, ако може така да се зборува во Македонија, со оглед на фактот дека токму во Гази Баба се некои од најголемите гиганти практично во македонската индустрија, општина која што во еден дел е целосно урбанизирана, во еден дел се уште треба да се урбанизира и веднаш ќе почнеме од тоа. Вие на почетокот на вашиот мандат и во оваа емисија се разбира и на други места зборувавте дека ќе се стави акцент на урбанизирањето во смисол на средување конечно на фекални канализации, на поправање на тоа што може да се поправи главно во руралните средини. Докаде сте во овој процес? Како градоначалник на општина Гази Баба, уште од првиот ден се соочив со сериозни инфраструктурни предизвици, особено во руралниот дел на општина Гази Баба. Како што споменавте вие, Гази Баба е една од најголемите општини, индустријски најразвиена, меѓутоа имаме населени места кои што навистина немаат основни услови за живот. Така, Гази Баба, чисто да кажем, ако некој не знае, не е само автокоманда и не знам железара до Маџари, туку е навистина купно 25 населени места, од кои што 45% се урбан дел, 55% се рурален дел. Така. Односно имаме 15 села во составот на нашата општина. Најсериозни беа проблемите со недостатокот на чиста вода за пиење и недостатокот на фекална канализациона мрежа. Веднаш започнавме со интензивни активности од аспект на проектирање и обезбедување на финансиски средства и со задоволство можам да кажам дека во период од 2 години успеавме да го решиме водоснабдувањето во сите населени места. Тука пред се мислам на населеното место Раштак, на населеното место Булачани, на населеното место Страчинци, на населеното место Брњарци. Добро. Имаше голем проблем со нестабилно водоснабдување во овие населени места и навистина со една интензивна соработка пред се со локалното население, детектирање на одредени извори на водоснабдување, успеавме да го надминеме овој проблем и секако за да изградиме нова мрежа во овие населени места. Сличен проблем беше и со фекалната канализација. Сите знаеме дека заштитата на животната средина и квалитетот на животот на граѓаните ни е особено битен на сите нас кои што сме носители на општествено одговорни функции. Во таа насока преземав конкретни чекори за подобрување и во делот на подземната инфраструктура, односно на изградба на нови мрежи на фекална канализација. Во изминатиот период
комплетно инсталиравме фекална канализациона мрежа во населеното место Смилковци, во населеното место Црешево, во населеното место Страчинци. Интензивно работиме на втора фаза од изградба на фекалната канализациона мрежа во населеното место Јурумлери. Работиме и на изградба на фекалната канализација во населеното место Гоце Делчев и во таа насока ќе продолжиме и во наредниот период со цел да го закружиме овој процес и конечно да обезбедиме комплетна подземна инфраструктура и во руралните населени места. Тоа значи во цела Газибала. Конечно еднаш да се заврши, да не ме сватите погрешно, градоначалнику, 2025 година е, а ние се уште се занимаваме со фекална канализација, нешто требало да биде завршено децении наназад, меѓутоа не било направено. Сега вас ви се падна, условно кажано, тоа да го завршите, меѓутоа тоа е реалноста на Токму терен. така, тие се реалните децениски потреби на граѓаните и од тоа не треба да бегаме. Сме се нафатиле на позицијата за да работиме во нивни интерес и на вистина фокусот ми е особено во руралниот дел со цел да направиме еден рамномерен регионален развој во општина Газибала, бидејќи за мене секој жител е битен, дали и треба да ги чувствува и да ги има истите услови без разлика дали работи, дали функционира во урбаниот дел и живее или е во најоддалеченото село Значи во општина Газибала. нема привилегирани. Нема привилегирани, секако. Сега сте на крајот на мандатот, уште колку остануваат, уште 2-3 месеци до крајот на овој мандат, ќе видиме за понатаму и ќе позборуваме понатаму на таа тема. Од програмата што ја предвидовте, колку е остварено? Во 2021 година, кога побарав довербата од граѓаните, дадов конкретни ветувања. Денес, скоро 4 години потоа, можам со гордост и со чист образ да кажам дека тие ветувања стана реалност, односно имаме мерливи индикатори на резултати. Инвестиравме во инфраструктурата, како што соопшти, во подземната инфраструктура до аспект на атмосферска канализација, фекална канализација, водоводни системи, асфалтиравме повеќе од 160 улици и во урбаниот и во руралниот дел. Особен фокус дадовме и во образованието. Во моментов изградени се 2 спортски сали во населеното место Стајковци, во населеното место Булачевни. Интензивно се гради нова спортска сала во населеното место Црешево, а за 2 до 3 месеци од сега започнуваме со изградба на нова спортска сала во населбата Железара. За прв пат после 60 години започна се гради нова училишна зграда за училиштето Крсте Мисирков во Ченто. Работиме во делот После на детската... 60 години, јас таму во тој дел од прилика сум израснат, па знам, овако се сеќавам на тие стари згради, морам да признам. Таму се стари дотраени бараки беа, Апсолутно, да. Работиме на изработка на проект, на обезбедување на финансиски средства и веќе можам да кажам дека интензивно се заради тоа училиште, веќе сме на второто ниво од самиот објект и убеден сум дека за отприлика 8 месеци од сега ќе имаме комплетно нова училишна сала, зграда и ќе можат учениците во учебната 2026 година да го започнат образовниот процес во нова зграда. Во новата училишна како што зграда. личи, кога сме кај училиштата, го зборував тоа и со некои други градоначалници во аеродром, на пример, бидејќи неодамна беше градоначалникот на општина Аеродром. Училиштата и градинките во Газибала колку се покриени со дефектолози, со оние луѓе кои што им се неопходни на децата кои што имаат проблеми во образованието, бидејќи тој проблем е акутен, не само воопшто во Скопје, туку и насекаде се зборува дека им недостасуваат таков вид на помагатели, како да кажам, на овие деца. Со задоволство можам да кажам дека буквално сите 11 училишта на територијата на општина Газибала се покриени со стручна служба. Тоа го фаќа педагози, психолози, дефектолози кои што работат со деца со посебни образовни потреби. Исто така преку Министерството за образование се спроведува една мерка за обезбедување на образовни асистенти исто за децата со посебни образовни потреби и тоа е еден континуиран процес и поддршка на овие деца со цел полесно да го стекнуваат своето образование и да се вклопат во средината во која што функционираат во делот на до оформување на своето образование. Тоа значи тој дел е завршен во Газибала. Како се работи со градинките? Токму така сагласно да доврзам во делот на детската заштита. Во моментов градиме 2 нови детски градинки, што можам да соопштам дека до сега од основањето на општина Газибала ниту еден градоначалник во период од еден мандат не започнал и не изградил 2 детски градинки. Ние во моментов градиме 2 детски градинки во населеното место Трубарево, која што ќе биде готова за 1 месец од сега и во септември ќе ги отвори вратите за
дечињата од ова населено место и за околните населени места. Интензивно се гради детска градинка во Инџиково и таа сум убеден дека до крајот на годината ќе успееме да ставиме во функција со тоа што ќе се зголеми капацитетот за повеќе од 150 дечиња. Изработена е комплетна урбанистичко планска и проектна документација за изградба на нова детска градинка во Маџари. Обезбедени се веќе финансиски средства од страна на владата и убеден сум дека во наредните месец и пол ќе започнеме со изградба и на третата детска градинка. И она што ме радува, настојувам и мислам дека ќе успееме да стигнеме со временската рамка да започнеме во мојот мандат и четврта детска градинка во општина Газибоа, тоа е во населеното место Сингелич. Буквално 4 нови детски градинки во мандатот 4 години е навистина многу значено, меѓутоа пак ќе споменам кога се работи посветеност, кога се работи во комуникација со граѓаните, кога ќе ги детектирате навистина горливите проблеми на граѓаните и ќе се зафатите со нивно решавање, да сето тоа одзема одредена временска рамка од аспект на носење на урбанистички план, детален урбанистички план кој што зема рамка од некои си 12 до 18 месеци, изработка на проектна документација која што знае да одземе 3 до 4 месеци и потоа влегување во онаа фаза на изнаоѓање на извори на финансирање. Меѓутоа, искрено сум задоволен затоа што тоа е еден голлив проблем, особено на младите брачни парови, бидејќи тие не можат да си ги обавуваат секојдневните своји работни обврски и слично, затоа што нема кој да им се грижи за своите деца. И се надевам дека со изградбата на овие 4 детски градинки, конечно листата на чекање на дечиња кои што чекаат за упис во детските градинки ќе биде сведена на минимум. Овој момент морам и тука уште еднаш да дополнам, бидејќи го прашувам и ги прашувам и другите градоначалници. Во Македонија има нешто што се нарекува врски. За жал, луѓето чекаат за своите деца во градинки, во училишта, не толку меѓутоа во градинки, понекогаш со месеци им требаат да врски, што е според мене една небулоза, една оставштина глупава од минатото. Можете ли да гарантирате дека кога еве ќе се заврши тој процес, луѓето навистина ќе можат да ги ставаат своите деца во градинки без проблем, без чекање со месеци, без молење пред општини, без фаќање врски кај луѓе и така натаму, туку навистина тоа да биде нешто нормално. Сакам моето дете да оди во градинка, го запишувам за 3 дена, го примаат и тоа е тоа. Драган, морам да соопштам дека пред да одлучиме во кој населено место ќе се прават одредени градинки ќе се носи урбанистички план или урбанистички проект, ние направиме сериозна анализа врз основа на податоците што ги имаме во самите градинки од аспект на листа на чекање. Направиме анализа од каде имаме најмногу дечиња кои што чекаат за упис во градинките или од каде имаме веќе запишани деца во детската градинка, а имаме простор во нивното населено место да направиме градинка. Затоа се одлучени овие 4 локации. Тоа е, како што ќе споменам уште еднаш, градинката која што правиме во Трубарево, градинката која што правиме во Инџиково, градинката која што ќе започнеме за месец и половина од сега да правиме помеѓу Маџари и Керамидница и четвртата детска градинка во Сингелич. Тие се потребити со тоа што ќе ги диспресираме сите дечиња да им бидат подостапни градинките до нивните населени места и таа листа на чекање ќе се сведе на минимум, нема веќе потреба родителите. За жал, нашето општество така е поларизирано, за да секој од нас пробува да најде некој начин, некоја ургенција, врска или слично, да го надминеме тој проблем на граѓаните, а сега кога се воведе една нова алатка, односно електронско пополнување на децата кои што се на листа на чекање и така да се води евиденција кој дете кога поднело документи, но родителите за кој дете кога поднело документи и по тој редослед се запишуваат децата во градинката. Ова звучи пристојно, несомнено и се вака што набревте звучи убаво, но прашањето секогаш е од каде пари градоначалнику? Вие имате одреден буџет во општината. Да, вашата општина, условно кажано, е богата поради индустријските комплекси таму, меѓутоа во Македонија никој не е доволно богат. Да, имате соработка сега и со државната власт. Веројатно и учествувавте во овие проекти со унгарскиот кредит, или кажете нешто повеќе и за тоа, меѓутоа се наоѓаат ли навистина пари за се? Ако имате еден сериозен пристап и рационализација на средствата со кои што располагате во општината, се наоѓаат средства за реализација на проекти. Да, во една година или во 2 години не можете сите проблеми кои што се натоложени децении назад да ги решите, бидејќи споменав на почетокот, инвестициите, особено во подземната инфраструктура, како што се атмосферски фекални канализации, навистина чинат премногу. Еве конкретно ќе кажам еден пример за најмалото населено место во Газибава, го споменав село Смилковци, фекалната канализација со изградба на процедилна станица чини од прилика 1.300.000 евра.
Тоа Што е е најмалото. сериозно, во најмалото велите. Да, а од аспект еве ќе направиме една паралела со населеното место Јурумлери, кој што е едно од најголемите населени места во руралниот дел на општина Газибова. Досега инвестирани средства и оние што ги побаравме се од владата што не се одобрени за последната фаза, вкупната инвестиција ќе биде околу 4,5 до 5 милиони евра, што навистина е сериозна инвестиција за изградба на подземна инфраструктура. Нормално ќе се откажете од одредени привилегии што следат на градоначалникот. Тоа беше зборот, откажете ли од привилегии? Да не е сега само фрази ова. Градоначалникот не мора да јаде лешници. Ние зборуваме и бадеми, не знам тамо што, или што јадеа на времето по влада, не знам, некакви октоподи. Добро е што вие како трета сила, што викаме вие новинарите, знаете често да ги поставите овие прашања и јас сум благодарен за тоа, бидејќи во првиот период од мандатот ние добро сите можеме да кажеме дека еве јас нема да користам тоа, нема да користам тоа, а подоцна некој знае да направи некој чекор надвор од тоа што кажал. Еве јас и првиот ден кога објавив јавно дека се откажав од користење на службено возило, се откажав од користење на гориво на сметка на општината, се откажав од користење на репрезентација. После 3 години 7-8 месеци можам да кажам, еве и тоа е јавно достапно и проверливо, дека ниту користам службено возило општината, ниту имам подпишано сметка за репрезентација во овие 3 години и 8 месеци. Ова некој ќе рече дека е символично, но е суштинско. За мене е суштинско. Тоа треба да дадеме еден пример како треба да се однесуваме кон јавните финанси, затоа што ние располагаме со средства на даночните обврници на граѓаните и некоректно е граѓаните да имаат одредени потреби кои што треба да се решаваат, а од друга страна градоначалникот да се луксузира со набавка на возила, со репрезентации, со ручици. Па имаме такви градоначалници, па потоа добиваат чудни казни за, не знам, за да не спомнуваме сега некои ваши колеги на вистина се покажаа во тој луксузен дел. Кога делувате така, рационално наоѓате средства за реализација на проекти, меѓутоа особена поддршка е важна од централната власт. Ние за прв пат имаме влада која што е партнер на општините, а преку тоа е партнер на граѓаните. После 3 години во кои што моравте да соработувате во наводници со влада која што не беше баш пријателски расположена. Особено кон општините каде што имаше градоначалници од редовите на ВМРО да помане. Токму така. Ние имавме проблем со обезбедување на согласности во детските градинки, немавме можност да користиме средства од ресорните министерства за транспорт, од ресорните министерства. Тоа беше намерно направено. Ова морам да го кажам, затоа што не ве казнуваат вас. Тој беше зборот. Боба Стефковски како граѓанин, како градоначалник не е казнет. Казнати се 100.000 граѓани на една општина кои што не можат да ги добијат своите заслужени привилегии и потреби заради политичка пресметка. Нешто што мора да се стави еднаш за секогаш на боништето на историјата, отворено ќе кажам. Токму така. Сега за прв пат ќе се надоврзам, добивме влада која што е вистински партнер на граѓаните. За разлика од она претходно што споменавте, веќе не се делат општините по тоа од која политичка партија е градоначалникот, туку се доделуваат средства на сите општини подеднакво по глава на жител. Има дефинирано јасна методологија со која што се дефинирани финансиски средства согласно глава на жител и случаи овие средства се даваат за инфраструктурни проекти. Многу е битно ова се потенцира затоа што имаме претходно искуство каде што централната власт даваше средства за некои општини да ги раздолжува. И после тоа раздолжување после извесен период видовме дека пак тие општини се едни од најзадлужените општини во Република Македонија. Ова е конкретно. Имаш проект, имате проект конкретен, еве ви пари или колку му средствата наменски се користат исклучиво за тој проект. Во првиот повик општина Газибова доби 3 милиони евра поддршка од владата, започнавме, аплициравме со 4 проекти. Првиот проект беше изградба на детска градинка во Инџиково, вториот проект беше изградба на спортска сала во населеното место Црешево, третиот проект беше реконструкција на културниот дом 11 октомври во Ченто. Тоа е една културна институција која што од 85-6 година навака се распаѓа и не е во функција. Повозрастните генерации знаат што значи тоа место за општина Газибова. Направивме проектна документација, аплициравме на повикот, владата ни ги одобри средствата и убеден сум дека тој проект ќе биде завршен до крајот на текомната 2025 година. И четвртиот проект со кој што аплициравме изградба на пристапна улица за која што беше предуслов за да можеме да изградиме, да започнеме со градба на нова детска градинка на потекот помеѓу Маџари и Керамидница. За овие проекти веќе се избрани економски оператори, односно фирми, интензивно се градат на терен. На вториот повик аплициравме со голем број на проекти.
Вкупната финансиска рамка која што ни е одобрена од владата е околу 9 милиони евра. Ќе набројам само дел од нив. Изградба на нова детска градинка во населеното место Маџари и Керамидница. Доградба на основното училиште Крун Тошев во Трубарево. Доизградба на фекалната канализациона мрежа во населеното место Јурумлери. Изградба на нова фекална канализација во населеното место Идризово. Изградба на спортска сала во населеното место Железара и реконструкција и ревитализација на повеќе локални улици во општина Газибаба, ќе соопштам дел од нив. Реконструкција на улица 519 во Керамидница, комплетна реконструкција на улица Палмиро Толјати во Маџари, комплетна реконструкција на улица Петре Филиповски Гарката, Жан Жорес, улица 30 во Трубарево Чукурмало, улица 22 во Сингелич, Ордан Поп Јорданов, Париска комуна во Хиподром, и така натаму. Легендарната Жан Жорес, што ми ја кажавте, за тие што сео тој дел на Скопје е многу интересна се разбира. Морам да признаам, околу улиците тој вечна некоја борба. Сега гледаме дека на државно ниво се градат патишта. Вчера беше пуштен патот кон Прилеп во еден дел и тоа е навистина супер, автопати се градат супер, меѓутоа кога зборуваме за улиците низ Скопје често пати велиме нема дупки на светов како што има во Скопје, тешко на нашите автомобили, меѓутоа се гради, сепак се гради. Да, паралелно се фокусираме на неколку делови. Покрај инфраструктурата, гледаме да има и високо градба во образованието, во детската заштита, во изградба на спортски игралишта. Ние сме можеби една од општините што има најмногу спортски игралишта и детски качини изградено во изминатиот период. Имаме вкупно сега со бројката бидејќи во периодот работи економски оператор на изградба на спортски игралишта од Тартан, меѓутоа последната бројка со ние што не се изградени е 27 спортски игралишта со тартан подлога. Тоа е пристојна бројка. 5 игралишта со вештачка трева и 5 фитнес зони. Дополнително и тековнава година продолжуваме со инвестиции во тој дел. Навистина сакаме да инвестираме во делот на младите. Знаеме дека инвестициите во младите се инвестиции во еднината и навистина ако сакаме да имаме една здрава генерација, мораме да обезбедиме услови каде што можат да спортуваат, да се рекреираат и да се дружат. Така е. Сега да влеземе во најтешкото прашање, барем според мене, животната средина. Газибаба е од една страна има средства поради некои ситуации што ги набројавме, меѓутоа од друга страна е жртва на лош воздух, на лоша вода и така натаму. Едно од најгорливите прашања е како да го заштитиме воздухот не само во Газибаба, туку и во аеродром кој што граничи со Газибаба и така натаму. Своевремено вие зборувавте дека некој се обидува хемиски отпад да стационира практично во вашата општина и дека вие тоа ќе го спречите. Не знам до каде е таа ситуација. Ќе дадам конкретен одговор. Точно дека постоеше постапка за отварање на нов хемиски отпад во општина Газибаба, во делот на Железара. На кого му падна на памет воопшто тоа? Инициирана од претходното раководство на општината. Јас тогаш и јавно ветив пред граѓаните дека штом ќе преземам одговорноста да бидам градоначелник, ќе направам комплетна ревизија на тој проект и ќе го стопирам. Така и се случи, во што од првата недела од кога преземав должноста да бидам градоначелник на општина Газибаба, направив ревизија на таа постапка и тие 3 урбанистички проекти ги поништив и сите преземени акти од претходното раководство беа запрени. Не знам што било размислувањето и кои биле побудите за вакво нешто, меѓутоа во период кога знаеме дека особено Скопје е во зимскиот период загушено од нечист воздух, загаден амбиентален воздух и слично, да му дојде на некој идеја дека треба дополнителен капацитет за тешка загадувачка индустрија да лоцира на територија на општина Газибаба, за мене е зачудувачки, иако за жал ние како општина ги влечеме оние индустријски капацитети од минатото. И сега со тоа ние се бориме да не дозволиме нова загадувачка индустрија. Континуирано правиме инспекцијски надзори врз основа на овие правни субјекти. Министерството за животна средина го инициираме и градот Скопје и тие да преземат мерки за контрола на одредени капацитети согласно своите законски надлежности. Затоа само на тој начин ќе можеме да допринесеме доколку секој од нас си го презема делот од своите надлежности да направиме заштита на сето ова.
Инаку животната средина и заштитата на амбиентален воздух се на врвот на моите приоритети во текот на целиот мандат, затоа што верувам дека без чист воздух и здрава околина нема ни квалитетен живот на граѓаните. Тоа е така, градоначалнику, но филтри на фабриките во Гази Баба ставени ли се, имали? Да. Надзор над Знаете овие што? активности има Ние Министерството сме- за животна средина и Така тоа е. има поставено мерни единици во комплексно железара каде што се следи амбиенталниот воздух кој што Реални ли се тие мерни единици? Да. Знаете зашто ве прашувам? Ние сме едно општество кое што бара виновници, тоа е така и веројатно со право јавноста бара виновници секогаш и вие имате ваква ситуација особено во зимскиот период. Ако е загаден воздухот, велат добро овие што се греат на дрво. Ако некој каже не се тие не греат на дрво, тогаш се фабриките немаат филтри. Ако им кажете ставени се филтри, ќе ви речат не, тие филтри не се вистинските, лажат. Ако им кажете дека имате мерни единици на кои што се мери колку е реалната загаденост, ќе ви речат па тие не работат. Не се во функција или некој ги штелува. Тешко е да излезете на крај со јавноста, на вистина, меѓутоа сега ве прашувам дека под чиста одговорност ваша. Колку е реално тој индустријски комплекс во Гази Баба ги исполнува своите обврски во однос на заштитата на животната средина, затоа што тој индустријски комплекс влијае на целиот град. токму така. Вака, во градот Скопје имаме повеќе индустријски комплекси што се лоцирани, што влијаат на Така е, има и во кисела вода, се разбира. Да не набројувам. Меѓутоа, од оние информации ја што ги имам и со онаа комуникација што имаме со надлежните министерства кои што се надлежни да инспектираат во делот на обезбедување на одредени интегрирани дозволи за заштита на животна средина така натаму, показалите кажуваат дека тие имаат инсталирано прочистувачи на воздухот и параметрите кои што ги се испуштаат во амбиенталниот воздух дека се во онаа граница што е дозволена и слично. Не велам дека дека се е розово, затоа што знаеме дека ние како општество сме малку несовесни во делувањето од аспект и на правни лица и од аспект на граѓани. Така е. Ке се навратам сега на она што кажете вие дека измијатиот период, особено Гази Баба и делот на аеролом, особено Лисиче, бевме сведоци дека во периодот од 2 до 3 дена имавме неподнослива миризба на гума, на пластика и слично. Така е. Јас веднаш одржав состанок со секторот за инспекцијски работи, направивме повеќе тимови и дежурни тимови кои што ќе се лоцираат на критичните точки на територија на општина Гази Баба. Една од тие критични точки кои што ни ја посочуваа граѓаните беше депонијата Вардариште. Тоа е фамозното Вардаиште кое што ги труе и двете општини, да бидеме реални. Така е. И тука морам однапред да соопштам дека надлежност на депонијата Вардариште има градот Скопје. Не бегаме некако општина од одговорност, туку напротив. Ова е важно. Не бегаме од одговорност, туку напротив, сите институции треба да настојуваме да си ги преземеме надлежностите што ги имаме спрема одредена проблематика. Како што соопштив, направиме мешовите тимови, ги лоцираме на депонијата Вардариште да спречиме несовесно палење на кабли, гуми од несовесни граѓани кои што живеат на тој дел од општината. И таму имаме изолирани случаеви, можеби на неколку дена се повторува тоа. Меѓутоа, тоа не беше причината за таква интензивна непријатна миризба во период од 3 дена. Морам ова вака јавно да го коментирав на социјалните медиуми, меѓутоа за граѓаните да биде појасно. Ние додека се лоциравме, имавме дојава од граѓаните на депонијата Вардариште. Во еден период добивме повик околу 11 часот и 15 минути во полициската станица Автокоманда, а ние бевме излезени мешани патроли од секторот за инспекцијски работи од општина Гази Баба и МВР и бевме негде кај комуна и во делот на ФАС 11 октомври. Добивме дојава дека непријатна миризба се чувствува во Трубарево. Веднаш со тимовите се упативме на Трубарево, стигнавме до еден непристапен терен после гробиштата и веќе тука немавме можност, иако бевме со џипови, немавме можност да продолжиме. Добро. Ги задолжив инспекцијските служби да го земат возилото кој што е камионет од јавното комунално претпријатие за од друг пат преку депонијата Вардариште, преку прочислената станица да стигнат на потегот кај Трубарево. Она што го видовме на терен е запрепастувачки, имавме објавено и видеоклипови. Буквално на површина од околу 2000 метри квадратни бил однесен отпад од автомобили, кои што биле поминати на преса, гуми, пластики, кедери од возилата, исечени на парчиња, распространети на неколку места во тие 2000 метри квадратни и сите запалени. Ова звучи како организиран криминал, морам да ви кажам. Јас разбирам дека некој ако имал идеја да се отстрани, да се
да го отстрани тоа ѓубре, да се отараси од него, би отишол на таков непристапен терен, би го дислоцирал на едно место и би си заминал полесно, побрзо за да не го види некој да не го казни слично. Меѓутоа овдека се Да го работело. распространиш и да го запалиш, мислам дека ова е свесно труење на граѓаните и веќе тука се Ова е сомневам, сериозно кривично дело. сомневам дека можеби тука некој имал и политички мотиви, односно да добие некој политички поен. Ова За е жал на дополнителен грбот проект. на сите граѓани, тука ги ставам вклучително и моите деца. Значи моите деца го Апсолутно. Па и вие го живеете дишеа, јас таму, го дишам, токму така. истиот воздух што го дишеа жителите ова е на многу Хиподром, сериозно. Железара, Керамидница, Ова Маџари, што кажувате е Трубарево. многу сериозно. Од една страна, вие велите дека некој организирано плански го направило. За ова е потребно време. Вие не можете тој отпад да го донесете за 1 час или 2. Токму така. Па да го распространите, па да се запалите, сето тоа е процес. И тој криминален чин, според мене, без разлика дали има политичка позадина, да ве обвинаат вас дека еве не ви е гајле за животната средина, не баре вие живеете во, не знам, во Лос Анџелес, па Лудост е ова. да. Меѓутоа тука полиција, обвинителство треба да излезат и да Ние веќе презимаме конкретни мерки, испитуваме одредени луѓе, правиме надзори во одредени правни лица кои што работат третман со вакво ниво на отпад, така да согласно сите сознанија што имаме ќе преземеме радикални чекори кон овие граѓани. Мислам дека компромис со вакви луѓе не треба да правиме воопшто. Она што ме запрепасти, што ниту со вода не можеме тоа да го изгасиме, затоа што беше толку запалено и тоа тлееше и видеата што ги објавувавме покажуваат дека сериозно загадување прави, дури лицата што работеа на терен, работеа со маски со кислородна поддршка. Затоа што таму не можеше не се дише буквално. не може повеќе од 45 секунди до минута да се издржи во тој простор. неверојатно. Однесовме повеќе од 40 камиони земја и со земја цел тој простор го покривме за да може да го задушиме испарувањето и загадувањето. Ке се наватам сега на депонијата Вардариште, кој што е еден клучен проблем, Да. би рекол на скопјани. Така Не е, е само така за е, така е. аеродром, не е само за Газибаба. Што е толку со тоа Вардариште фамозно, бидејќи повторно урбани легенди на секаде, јас ќе ви кажам дека во мојата населба луѓето се убедени дека тамо 40-50 луѓе кои што се АПА 3D или како да ги наречеме луѓе кои што практично немаат лични карти, кои што имаат и криминогени елементи кај нив, буквално прават што сакаат. Мене ме прашуваат соседите мои, нели може полиција да отиде таму и да го реши проблемот. Еве кажете ми што е толку комплексно таму. Ќе дадам одговор на прашањата, бидејќи навистина и јас сакам пред граѓаните да доловиме што преземаме во тој дел за да им биде јасно дека не седиме со скрстени раце или не бегаме од никаква одговорност. Тоа го кажав јас. Секоја институција треба редосledно да се ги спроведува надлежностите за која што Апсолутно е одговорна, има така и има платена. одговорност. Се согласувам, таму живеат околу 30 до 40 семејства и таму имаме изолирани случаи на палење на кабли за вадење на бакар, продавање и така натаму, палење на гуми. Зимно време знаеме дека дел од тие семејства се затоплуваат на што ќе најдат? од овие предмети и слично. И тоа ние тековно со нашите инспекцијски служби и со полицијата го третираме, односно веќе дел од тие луѓе имаат и соодветни кривични пријави, дел од тие луѓе се затворени и така натаму. Меѓутоа, она што представува проблем е еколошката бомба, односно депонијата Вардариште. Сите знаеме дека во изминатите години во Вардариште се фрлеше голема количина на смет, кој што е напластен на повеќе од 8 метри во длабочина. 8 метри. Повеќе од 8 метри. Таму има еден градежен запад што се прави и кога ќе дојдете до него, кога ќе видите надоле, мислам дека е длабочина од прилика 6 метри, 7 метри, можеби 8 метри, се гледа напластен отпад. Дел од тој отпад се само запалува и излага чад од тој пресек на земјиштето. Клучни чекори што треба да се преземат во тој дел. Градот Скопје имаше направено една физибилити студија за ремедијација на депонијата Вардариште. Согласно моите информации се дека таа физибилити студија веќе е направена поодамна и навистина треба да се ревидира и да се изработи нова физибилити студија. Добро. Градот Скопје треба да се преземе тој чекор за првично да видиме како треба да се третира тој напластен отпад, бидејќи таму имаме опасност од одредени избунување од одредени стакленички гасови кои што предизвикуваат запалување и силен оган. Така да треба да видиме на кој начин ќе се истретира тоа ѓубиште. Значи ова воопшто не е наивно. Не може едноставно само да го извадите со багери и тоа е тоа. Да.
ќе најдеме на опасност при ископите, таму е прекинат Тоа ми е одреден збор. градежен запад затоа што при одредени ископи се имаше само запалување, имаше експлозии и дел од машините тоа е беа страшно. доведени во Многумина опасност не го знае што тоа. беа што работеа таму. Значи градот Скопје треба да се преземе обврската да направи ремедиација, односно да изработи нова физибилити студија, да преземе обврска за ремедиација на депонијата Вардариште. Ние како локална самоуправа имаме донесено еден детален вкупна општина депонијата Вардариште поделена на 3 блока, односно 3 детални урбанистички планови. Еден детален план е веќе донесен и тој е со намена Д3. Тоа значи Што спорт значи? и рекреација. Добро. Изградба на спортски терени, зелени површини, паркови и така натаму. Во моментов, мислам, веќе пред 8 месеци се започна да се работат и новите и претставените 2 детални урбанистички планови кои што во партнерство со Министерството за транспорт и со Агенција за просторно планирање веќе се изготвуваат. И тие се надевам дека во наредниот период ќе успееме да ги донесеме. Еве мојата желба е до крајот на годината тие да се донесат и веќе нашата обврска како општина да биде испорачана. Имаме донесено детални урбанистички планови со конкретна намена спорт и рекреација и од тука градот Скопје треба да преземе мерки кон решавање на оваа депонија, а потоа општината да преземе мерки за урбанизација на тој простор, односно изградба на спортски терени, зелени паркови и така натаму и така. Тоа значи за да се реши овој проблем, ако добро разбирам, неопходна е соработка на релација град Скопје, општина Гази Баба, веројатно и централната власт во известна смисла. Меѓутоа тоа сега не е возможно очигледно. Соработката со градоначалничката, колку што јас знам, а мислам дека сум упатен, е на многу ниска ниво, ако воопшто постои. За жал, ние допред една година на депонијата Вардариште имавме и пункт на комунална хигиена каде што одложуваа отпад. Сега ние од една страна, ако се бориме да ја третираме депонијата Вардариште и веќе да не биде депонија, него да биде површина за спорт, рекреација, зеленило, од друга страна градот Скопје депонираше отпад таму. Ние со нашите инспекцијски служби направивме увид, донесовме еден заклучок, го испративме до градот Скопје и подоцна градот Скопје ја затвори таа претоварна станица како што ја викаат тие. Значи, навистина мора секоја институција ќе се надоврзам повторно на овој момент. Но ова не смее да биде вадење градоначалнику. Затоа што вие кажете по добро време град Скопје не ја завршува својата работа и сега и ние што може да направиме, не? Затоа ние паралелно нема од граѓаните прстување. Затоа ние паралелно си ги тераме процесите за изработка на деталните урбанистички планови. За 2 до 3 месеци ќе дојде ново раководство во градот Скопје. Прва тема на дневен ред која што ќе биде поставена од страна на локалната самоуправа Газибова ќе биде решавање на проблемот со депонијата Вардариште. Добро, но таа и нова секој совесен Добро? човек претпоставам дека ќе даде приоритет на ова прашање. Се надевам така, меѓутоа вие велите физибилити студија, планови, тоа одзема време. Плановите се во постапка. Јас сум убеден дека до крајот на годината ќе ги донесам. Тоа зборуваме, ако треба да се се чека во уште постапка. 3 години, 5 години, малку утеха во Како што целата работа. соопштив јас, плановите се започнати, се влезени во програмата на владата во 2025 година, веќе се во постапка на изработка од Агенција за просторно планирање и јас сум убеден дека теком година треба тие да се донесат. Значи можеме да очекуваме дека во скора иднина, најскора се надеваме, Вардариште ќе стане нешто нормално, што велите вие ќе имате, не знам, спортски рекреативни центри, што и дае таму паркови, зеленила, и ова сега овој кошмар што ни се случува ќе биде само некакво лошо сеќавање од минатото. Но што со тие луѓе таму? Ако се тоа луѓе кои што сега еве бирам зборови, специфични по својот однос кон државата. Некои од нив, колку што знам јас, немаат лични карти, воопшто не им е гајле за нив. Што може да се направи со нив? Како локална Ние не можеме да ги дигнеме тие луѓе да ги фрлиме во контењер. Тие луѓе се сепак тука се, граѓани се. Што може да се направи со нив? Таков случај имаме на таа локација околу депонијата Вардариште, таков случај имаме во поранешниот дом Ранка Милановиќ. Така е, и тоа е во близина на тоа ќе им беше следното прашање, самиот кажа. Црните точки така во општина Газибова, иако знаеме дека надлежноста таму имаше Министерството за социјална политика, демографија и млади, и таму за жал во 2018 година со решение на тогашната министерка Мила Царовска, неколку семејства преку Центарот за социјални работи на градот Скопје беа сместени во тој дом. Свесно значи ставени таа. Свесно ставени, неколку семејства ќе потенцирам. Потоа, надвор од сите законски процедури, дел од жители што се дали од Скопје, дали од градовите од внатрешноста на Македонија, се лоцирани тука, вршат одредени криминални дејности и го гледаат својата екзистенција на оѓаат тука.
Да, но таа азистенција е на штета на сите нас. Голем дел на стопански капацитети што се сместени таму континуирано пријавуваат кражби. Во населените места Маџари, Кераминица имавме тешки кражби во домовите и последните 2 случаи се веќе расветлени и се детектираше дека лицата што ги извршиле тие кражби се сместени во Ранка Милановиќ, а не се со соодветно решение. Нимавме досега во 2 наврати интервенција во домот Ранка Милановиќ, ги чистевме депониите околу Ранка Милановиќ, бутавме одредени отпади што беа таму на диво изградени и слично, и сега работиме на системско решение. Односно, ние како општина го побаравме имотот на поранешна рамка да се додели на општината, кој што има намена во моментот 2. Тоа е намена образование. Добро. И здравствена заштита. Таму ќе размислуваме во иднина што ќе правиме. Се носи еден детален урбанистички план во кој што треба мислење да ни даде уште Министерството за социјална политика, демографија и млади, за да може покрај објектите владата да ни го даде и земјиштето. Потоа ние ќе пристапиме кон третирање на тој простор таму и уредување како што треба. Паралелно Министерството за социјална политика, демографија и млади веќе е во соработка со неколку невладини организации и се барат услови за сместување на оние лица кои што се со решение сместени и кои што нема друг имот во Македонија. Немаат каде да одат практично. Затоа што се согласно статистиката и анализата што направивме таму, такви се 2 семејства, а сите останати имаат одреден имот. Дали е во Свети Николе, дали е во Радовиш или во другат, те имаат, таму имаат, меѓутоа тука дошле, па ќе кажам, од аспект со одредени криминални активности да си Просто неверојатно ми звучи дека ги толираме. Да не ме свати некој погрешно, меѓутоа навистина сега зборуваме за некои луѓе кои што ја злоупотребуваат милоста на државата, а во исто време ни прават проблеми на сите. Па сега зошто да го трпиме тоа? Овдека не се работи за од хуман аспект прашувам, па ние немаме причина да толерираме некој да не труе. Комплетно се согласувам јас и навистина во интензивни преговори сме со Министерството за социјална политика, демографија и млади за што поитно најдеме решение за лицата, бидејќи убаво кажате вие, не е честно, особено оние што немаат имот, да ги оставиме на улица, да заминат негде под мостови и слично. Ниту е честно, ниту е хумано, ама од друг начин не смееме да дозволиме и да го загрозуваат здравјето на повеќе од 200.000 жители што гравитираат. Повеќе од 200.000 жители. Ова сами го кажете да не ја вадам јас таа бројка. Добро, да се надеваме дека овој е проблеми. Сега ќе ме просто гледачите кои што не се надвор од Скопје и така натаму и надвор од Македонија за ова прашање, меѓутоа ние разговараме овдека за проблем на стотици илјади луѓе кои што нас ни значи. Ние живееме овдека и нас ни е повеќе од нужен чист воздух, а градоначалниците се тие кои што во најголем дел имаат обврска да се справат со овој проблем. Јас навистина се надевам дека во скорина ќе се најде решение. Меѓутоа, ајде да се звртиме на поубавите работи. Вие успевте да најдете, ако не се лажам, пари за пензионерите во Газиба. Токму така. И тоа не е прв пат. Ние уште во периодот кога пред 2 години кога имаше сериозна енергетска криза, даваме субвенции на пензионерите за дел од трошоците за електрична енергија. Ова само да кажам, ова не е нешто што природно следува. Вие ова практично едноставно го направивте како свој проект. Сметам дека на луѓето кои што премногу се вложиле да изградат оваа држава, најмалку што можеме да им обезбедиме е достоинствен пензионерски живот и одредена почит од сите нас. Во таа насока беа и овие мерки што беа преземени од страна на општина Газибава. Имаме одлична соработка со Сдруженијето на пензионери на Газибава. На една од тие континуирани средби што ги имавме, произлезе една ваква барање од нивна страна за општината да додели една кратна финансиска поддршка на пензионерите, особено со ниски примања, односно со пензија до 23.000 денари. Алоциравме нормално средства во буџетот за текомнава 2025 година. Распишавме јавен повик на кој што може да се пријават сите заинтересирани пензионери. Навистина ме радува интересот, вкупно поднесоа над 2800 пензионери. Сите оние 2800? Да, сите оние што се од Газибава и сите оние што ги исполнуваат условите, им е одобрено, комисијата континуирано работи. Во изминатите 10 дена исплативме на субвенции за над 1500 пензионери, во наредниве 7 дена ќе бидат исплатени сите останати кои што имаат уредна апликација. И навистина, она што сакам да го напоменам е дека
на сите граѓани кои што имаат потреба и поддршка од општината, секој пат излагаме во пресед, дали тоа се пензионерите, дали се оние најранливи категории на граѓани кои што навистина имаат здравствени предизвици и слично. Немаме една програма во општината за еднократна финансиска помош за здравствени проблеми на граѓаните и навистина гледаме да излагаме во пресред на сите наши сограѓани. Ова е, некој ќе рече секоја чест, од друга страна некој ќе рече аха подкуп. Вршите ли подкуп со ова? Не. Им давате некакви привилегии за да гласаат за вас. Како што соопштив, ова не е прва мерка за пензионерите, во изминалите Да не биде еве сега пред избори им делиме на граѓани. Не. Ова добро знаат особено пензионерите дека ова беше нивно барање уште во текот крајот на 2024 година, меѓутоа нормално финансиските можности ги креирате за тековната 2025 година и така испланиравме дека тој пакет ќе биде поддршка за нив во 2025 година и се надевам дека нема да биде последен за да не може вака некој да го поврзува. Добро, фер кажано, околу урбанизацијата на Гази Баба ме интересира од аспект на згради. Во некои општини во Скопје факт е, па и надвор од Скопје, дека се гради многу на мал простор и вие имате, како да го наречам тоа, преурбанизација, при што ви недостасува, не знам, зелен простор, дрва, паркови и така натаму. Гази Баба е едно специфично место, широка е, голема е, па претпоставувам дека тука има повеќе простор да се гради, меѓутоа некој се разбира ќе рече, и тоа морам да го кажам како еден од урбаните митови во Македонија, градоначалник кој што нема 30 стана, 50 стана, тој каков градоначалник е, се шегувам, се разбира, но сите згради по 2 стана, некои така имаат по 2 стана, некаде и 3, како ќе се гради општина Гази Баба понатам? Еве, гледаме дека во руралните средини, условно кажано, никнуваат згради, што е за мене новитет. Навистина во таа насока треба да размислуваме, односно да настојуваме да правиме хумана урбанизација. Навистина ние не можеме да речеме дека ќе престанеме да градиме згради во општините со кои што менаџираме. Меѓутоа тоа треба да се прави на простори кои што го дозволуваат тоа. Веќе во централното јадро, во урбаните средини, навистина нема можност кај да се гради и не треба да се гради. Односно, ако се гради ќе биде штета, тоа е реалност, ќе направи проблем. Особено ќе потенцирам во урбаните населени места како што се Автокоманда, Железара, Маџари, Ченто. Гази Баба е најголема по територија во градот Скопје. Се простира на површина од над 92 км квадратни. Значи ние имаме доволна површина во која што ќе можеме да овозможиме услови за нови жители или за проширување на можностите на жителите на Гази Баба. Тука не зборам само за нови згради, тука зборам и за индивидуално домување за куќи. Ние имаме во Хиподром 2 нова населба која почна се гради пред повеќе од 10 години. Тоа е Хиподром 2. Хиподром 2, да. Таму имаме куќи, таму имаме згради. Во изминатиот период ние паралелно настојуваме да ги решаваме имотно-правните односи и да овозможуваме на граѓаните да купат парцели за куќи. И во изминатиот период ние имаме продадено повеќе од 15 парцели за куќи и особено што ме радува интересот, значи на секој повик имам најмалку по 5 апликации, најмалку 5 заинтересирани, меѓутоа тоа се должи на фактот што во мојот мандат обезбедивме комплетна инфраструктура во таа населба. Таму немаше ниту фекална канализација, ниту атмосферска канализација, ниту асфалтирани улици. То све на бели води, така и шуми. Да. Ова што можат граѓаните да го посведочат кои што живеат таму и оние што доправа ќе бидат жители на таа населба, комплетно изградена фекална канализација, комплетно изградена атмосферска канализација со водоводна мрежа и комплетно се асфалтирани сите улици со тротоари, пешачки патеки и слично. Ова што е како моментни се надоврза, во текот на утрешниот ден од 20 часот и 30 минути таму ќе го отвараме најголемиот парк во општина Гази Баба кој што се простира на 11.000 метри квадратни. Тоа е навистина голем парк. Голем парк, готово е целиот е среден. Комплетно е спремен. Хортикултурно уреден, со пешачка патека, со клупи, со корпи за отпадоци, со детско катче, со баскет игралиште за спорт и рекреација на младите. Навистина тоа ќе биде еден најрепрезентативен парк кој што е изграден во изминатите 3,5 години на територија на општина Гази Баба, ќе потенцирам на површина од 11.000 метри квадратни. Добро. Навистина настојуваме да инвестираме во секој дел. Добро, на прв пат видовме згради во не знам да не погрешам сега во Петровец, не знам во. Токму така и Петровец и Илинден веќе се градат згради и добро е што веќе интересот во руралните средини е поизразен за колективно домување и во таа насока ќе продолжам и јас да функционирам во седовен период дека јас сум во Гази Баба, а тоа да имаме хумана урбанизација. Гази Баба е најголема по територија, имаме можност каде да ја ширеме.
да не го загушуваме урбаното јадро, туку да ја ширеме кон периферијата. Уште едно прашање сосема за крај. Изборите се ближат во октомври се оваа година. Вие како градоначалник на општина Гази Баба, според целата и општата слика, несомнено ги задоволувате, како се вика тоа, условите да бидете и втор пат избран, меѓутоа вашето име постојано се вртеше и за повисока цел, условно кажано, се уште се врти за градот Скопје. Вашата партија ВМРО ДПМН веќе објави имење на 30 на градоначалници, кои што сигурно, мислам околу 33, кои што дефинитивно ќе се кандидираат втор пат. За вас се уште некако ми е нејасно. Каде се гледате за 3 месеци од сега? Можам да потврдам дека едно од имињата што се поменува како кандидат на ВМРО ДПМН за градоначалник на град Скопје и моето име, и навистина тоа за мене не представува, би рекол, премногу лична чест, меѓутоа тоа ми значи што е потврда на реализираните проекти и посветеноста која што ја направиме во изминатите 3,5 години. Тоа граѓаните го препознаваат и го вреднуваат и навистина ми представува вака една лична сатисфакција. Како што кажете, ВМРО ДПМН досега објави 33 кандидати за градоначалници. Во рамки на партијата се прават внатрешни анализи за секој поединец, трајат јавните анкети и се надевам дека ВМРО ДПМН, особено за градот Скопје, ќе го истакне најдобриот кандидат кој што има визија и кој што ќе работи во интерес на Скопје и скопјани, затоа што навистина таму не треба еден нов систем на функционирање, би рекол, нов начин на управување со јавните предпријатија, транспарентност, отвореност и пред се ефикасност, би рекол. Навистина не смееме да изгубиме ниту ден повеќе во импровизации. Овие 4 години беа доволно, апсолутно. Токму така. Така да убеден сум дека идниот градоначалник на градот Скопје ќе биде од ВМРО ДПМН и ќе биде најдоброто што може да го понудиме како партија, а докажеме дека имаме сериозен кадровски потенцијал, бидејќи за ниедно место немаме еден кандидат или слично, туку за сите позиции во општините се прави анкета на повеќе личности кои што навистина имаат соодветен бекграунд, би рекол, и навистина ќе работат за добробит на граѓаните. Внимателен одговор, малку и дипломатски, добро е. Бобан Стефковски, градоначалник на општина Гази Баба, благодарам за гостувањето. Благодарам на можноста, се надевам дека го задржавме вниманието на гледачите на Алфа телевизија. Несомнено е тоа, почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва, утре во 15 часот се разбира е репризното издание на оваа емисија, а јас ви закажувам нова седмица со најне и со нови гости утре вечер во 22:30 во стандардниот термин. До тогаш пријатно.